Во дворот на градската библиотека браќа Миладиновци во Скопје денеска им беа доделени наградите на авторите на 9 најдобри писма што пристигнаа на конкурсот на Агенцијата за пошти насловен "Напиши писмо со ракопис на срцето". Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Матурантите играа квадрил и салса на плоштад. Здруженијето Скопје Метропола организира заеднички прослави на годишнини од матура. 9-та седница на координативното тело на скопските градоначалници. Со цртање се одбележа денот на сесловинските просветители. Привремен сообраќаен режим на булеварот Трета македонска бригада. На плоштад Македонија денеска се одржа матурска парада. Матурантите од скопските средни училишта играа квадрил и салса, на која беа повикани да им се придружат сите случајни минувачи. Покретанцот одлика на манифестацијата е и заклетвата за ненасилство. 948 матуранти по 8 пат денеска на градскиот плоштад Македонија го заиграа танцот квадрил во рамки на матурската парада 2014. Матурантите годинава играа и салса. Покрај скопските матуранти од 22 училишта танцуваа и матурантите од Струмица, Гевгелија, Охрид и Струга. Организатори на манифестацијата се Дирекцијата за култура и уметност Скопје и танцовиот клуб Ритам Плюс од Скопје. Покровител е град Скопје, а поддржувачи се делегацијата на Европската унија во Македонија и T-Mobile. Помагатели се компаниите Курска и Секуриком. Медиумски покровител е Македонското радио, Радио Скопје, кое го презеде радиосигналот од Словенија. Матурската парада ја отвори скопскиот градоначалник Коце Трајановски, кој истакна дека матурирањето е значајно за секој млад човек, а на младите матуранти им порача да бидат подобри од претходните генерации. Се радувам и срдечно ги поздравувам сите присутни на плоштадот Македонија. Матуранти, со завршувањето на средното образование, пред вас стојат многу можности. Ви посакувам да ги искористите. Новите предизвици и искушенија. Искрено се надевам дека ќе успеете да ги совладате со својот младешки елан, енергија и ентузијазам. Вие денеска, како учесници на интернационалниот проект Матурска парада, ќе се поврзете со уште стотици и илјадници матуранти од повеќе европски градови и ќе се приклучите на новата армија млади луѓе, символично поврзувајќи се со матурантите на повеќе европски земји, преку музика, преку танц, преку дружење. Вие, матурантите од средните училишта на градот Скопје, давате значаен придонес во една повисока заедничка цел, а тоа е поставување на нов Гинисов рекорд. Се надевам дека вашиот пример ќе го следат идните генерации. Ви посакувам среќа и успех во чекорењето на патот кон светот на возрастните, во освојување на придобивките од личната и заедничката слобода, во славењето на младоста, во живењето во животот. Овој миг на среќа вечно нека ве следи, нека ве чува и нека ве бодри низ искушенијата во иднината. Карактеристично за матурската парада е заклетвата на матурантите за ненасилство, за толеранција и меѓусебна соработка. Освен дружењето и танцувањето на младите, оваа манифестација има и надпреварувачки тек да се постави Гинисов рекорд во категоријата истовремено синхронизирано одигрување на еден ист танц на различни места или во различни градови. Никола Глигоров од Дирекцијата за култура и уметност изјави дека годинава овој меѓународен проект се подготвувал во 8 држави од југоисточна Европа. При тоа тој истакна дека годинава не е воспоставен нов Гинисов рекорд заради објективни прилики. Матурантите од Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Украина, кои се подготвувале како и македонските матуранти изминатите месеци, денеска не танцувале. Собирањето и подготовките на матурантите почна денеска околу 9 часот на плоштад Македонија. Од 10
10:30 до 11 часот матурантите дефилираа од градскиот плоштад Македонија покрај 13 ноември пред хотелот Holiday Inn, покрај улицата Филип II Македонски до собранието на Република Македонија и влегоа на плоштадот преку портата Македонија каде има генерална проба. Годинава девојките носеа розови маички и розови чадори, а момчињата црни маички со надписот Матурска парада 2014. Тройки поклон! Тройки поклон! Соло девети поклон! Соло девети поклон! Наместо сами да си организирате прослава за годишнина од матурата, Сдруженијето на граѓани Скопје Метропола од оваа година, од 21 јуни до 1 јули, ќе организира матурски прослави за сите генерации од скопските средни училишта. Сдруженијето на граѓани Скопје Метропола годинава иницира заеднички прослави на годишнини од матурски од средните училишта во Скопје. Генерациите кои прославуваат 5, 10, 15, 20, 25, 30 и повеќе години од матура ќе може да се сретнат во одредени денови во јуни, во зависност од тоа во кое средно училиште учеле. Организаторот Нелко Нелковски истакна дека оваа година прославите на сите генерации од скопските средни училишта ќе се одржат од 22 јуни до 1 јули во хотелот Континентал во Скопје, и тоа по денови и според училиштата каде матурирале. Детални информации за тоа кое училиште во кој ден е организирана прославата, но и други потребни информации ќе може да се најдат на веб страницата www.mojamatura.com. Картите за прославата ќе може да се нарачуваат електронски и преку телефон. На прославите ќе биде организирано обраќање на еден представник од генерацијата, но и на актуелниот директор на училиштето. Нелковски појасни дека идејата за вакво организирано прославување годишнини од матура произлегла од фактот што секогаш имало проблеми кои да ги организира прославите, а и често многу ученици од генерацијата останувале неинформирани за тоа дали и каде ќе се прославува годишнината. Се работи за организирано прославување на годишнини од матурските на матурантите кои завршиле средно училиште во градот Скопје. Оваа година ќе биде прва вака организирана. Ние ги информираме сите средни училишта, се разбира и преку медиумите, и ве покануваме сите вас да го поддржите овој процес, затоа што сигурни сме дека во еден момент и вие ќе се пронајдете, и вашата генерација ќе ја пронајдете. Од година во година очекуваме овој процес да се развива и да расне, и сигурни сме дека директно ќе повлијаеме на задоволството и на среќата и на генералното комуницирање на генерациите, секоја посебно. Ние се ориентиравме кон тоа да ги следиме генерациите и да ги поканиме да се приклучат во оваа прослава и да учествуваат во прославите. Генерациите кои прават 5 годишнина, 10 годишнина, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50. Се разбира како се зголемува годишнината и дистанцата, очигледно помалку ќе има интересенти, но сигурни сме дека ваквото информирање многу ќе придонесе и овој организиран пристап и во соработка со сите средни училишта во градот Скопје ќе направи една повратна спрега, односно оние денеска кои се дел и полнокрвно функционираат во општеството, да му помогнат и на средните училишта, таму каде што училе и таму каде што завршиле. Проектот Моја матура ќе продолжи и во наредните години, за кога се планира и опфаќање на сите прослави на годишнини во целата земја. Скопските градоначалници денеска ја одржаа својата 9-та седница на координативното тело. Дневниот ред беше ист како пообичај: данок на имот, иницијатива за измена на законот за даноци, урбана опрема и временни објекти, како и генерален урбанистички план. Томислав Атанасовски ги има деталите.
Данокот на имот, поставувањето на времени објекти и урбана опрема, донесувањето на програмите, нивното усагласување со општините и со градот, како и генералниот урбанистички план на град Скопје, неговата реализација беа темите на 9-та координативна седница на скопските градоначалници. Главна тема на состанокот беше процесот за собирање на данок на имот за 2013 година, а воедно и за делењето на решенијата за данок на имот за 2014 година, кој пак бележи зголемување на наплатата во однос на истиот период минатата година за 13%. Освен за процесот за собирање на данок на имот, на седницата се дискутираше и за поставувањето на урбана опрема за изготвување единствена програма за урбана опрема за подрачјето на градот, која треба да биде готова до јуни 2014 година, како и за генералниот урбанистички план на Скопје, каде веќе се донесени 2/4 плана и до крајот на јуни ќе се донесат уште 12. На новинарско прашање за подземната сообраќајница, градоначалникот Коце Трајановски информираше дека и вториот тендер за реализација на овој проект пропадна, бидејќи ниедна од фирмите не ја намалиле својата понуда од проектираната, која треба да изнесува се на се 51 милион евра. И на вториот тендер фирмите учеснички понудиле високи финансиски понуди за изградба на подземната сообраќајница, кои се движат од 67 до 90 милиони евра. Вчера ја потпишавме одлуката за прекинувањето на ова втора поставка тендерска за подземната сообраќајница. Вие знаете дека ова подземна сообраќајница градот Скопје направи студија најнапред за ова, студија за решавањето на сообраќајот во градот Скопје, претежно во централниот дел. После направивме основен градежен проект кој што кошташе 45 милиони денари, го правеше шпанската компанија ИДОМ. Оваа сообраќајница е во должина од 1000, требаше да биде во должина од 1300 метри, од кои што 900 метри под земја и 400 метри над земја. Требаше да почне од пред владата на Република Македонија, а да заврши некаде пред новата железничка станица, некаде меѓу Веро и новата железничка станица. Објавивме еден тендер минатата година во јануари месец, поново објавивме тендер некаде во ноември месец 2013 година, се пријавија поголем број на компании, на крајот на електронска аукција остана уште 3 компании и од трите компании ги задржаа високите цени или немаше, скоро да немаше спуштање на цените оние кои што им беа понудените, така да она што ни беше буџетирано 45 милиони евра со буџетот на градот Скопје, не на буџетот на градот Скопје, туку заеднички со владата на Република Македонија, со оглед на тоа што 2/3 според меморандумот требаше да плати владата на Република Македонија, 1/3 градот Скопје. Значи, наместо 45 милиони или близко до тие 45 милиони, најниската понуда е 67 милиони евра, тоа од една италијанска компанија и конзорциуми се практично италијанска, има и домашни наши компании. 77 милиони е втората по вредност понуда што стигна и 90 милиони третата компанија која отида на електронска аукција, со оглед на тоа што отидоа само 3 компании. Третата компанија се Гранит, Бетон, Жикол и слично, тоа се македонските компании. И со оглед на тоа што вредноста на најниската понуда, после електронската аукција, е скоро за 50% повисока од она што е предвидено во буџетот, значи ние како град Скопје одлучивме да прекинеме поставката. Исто така на оваа седница градоначалниците дискутираа и за немилите настани кои изминатите денови се случија во Ѓорче Петров. Учениците од основните училишта во Скопје и децата од градинките со цртање го одбележаа утрешниот ден посветен на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи. Денеска во градскиот парк на просторот зад фонтаната се одржа традиционалната манифестација цртање на асфалт, која што ја организираат детскиот културен центар Карпош и градот Скопје по повод денот на македонските просветители Кирил и Методи. Во оваа традиционална манифестација беа вклучени по 5 деца од сите градинки во Скопје. Се случува една детска манифестација, цртање на асфалт под мотото. Младоста секогаш е најдобрата особина на човекот, воопшто. И сите градинки од Скопје, во организација на детскиот културен центар Карпош, традиционално секоја година во мај, а последниве години по повод денот на словенските просветители и македонски Кирил и Методи.
учествуваат деца по 5-6 од секоја градинка, како што реков, традиционално се цртаат овде на асфалт со креди, а децата се разбира што цртаат. Цртаат она што најмногу го сакаат. Цртаат цвеќиња, цртаат сонца, цртаат куќи и пораки за мир, за добро здравје, за разбирање и така. Детскиот културен центар Карпош ги обезбеди материјалите за цртање, односно кредите во боја, како и пригодна програма и символични награди за учесниците. Што црташ денеска? Дете. Да, кој ти покажува? Никој. Сама знаеш да црташ? Браво. А ти што црташ? Дете, ја сама знам. Како се викаш? Дејана. Што црташ денеска? Цвет и среќено дете. А зошто сте тука денеска да цртате? Зошто ве донесла учителките? Како се викаш? Александра. Што црташ ти денеска? Македонија. Македонското знаме? Да. Кој те научи во да црташ така? Мама. А зошто сте тука дојдени да цртате, знаеш? Дека е Кирил Методи. Како се викаш? Мила. Што црташ денеска ти? Конче и ножето. Кој те учеше вака да црташ? Тато ме. Браво. А зошто денеска сте тука да црташ, знаеш? Дека е Кирил и Методи. И децата од основните училишта со своји ликовни творби се приклучија кон одбележувањето на денот на сесловинските просветители Свети Кирил и Методи. На платото пред црквата Свети Спас сликаа на тема различни мотиви од старата Скопска чаршија под мотото "Децата за старата Скопска чаршија". Учествуваат 60 ученици со присуство на нивните ментори, професори по ликовна уметност од основните училишта од сите општини во градот Скопје и руралните општини во блиското опкружување на градот Скопје. Темата е различни мотиви од старата Скопска чаршија, мотиви од црквата Свети Спас и други различни мотиви по слободен избор на учениците во различни ликовни техники. Ова е традиционален ликовен хепенинг по повод денот на сесловенските просветители, браќата Светите Кирил и Методи. Така што и мотото е децата за старата Скопска чаршија, значи се прават некои различни ликовни мотиви, а потоа исто така ќе бидат доделени дипломи и сертификати и за учениците и за наставниците. Град Скопје информира дека во недела на 25 мај поради извршување на градежни работи е воведен привремен сообраќаен режим на булеварот Трета македонска бригада. Од градот додаваат дека на булеварот ќе се вршат прикопи за поставување на подземни инсталации. Кај крстосницата на булеварот со улицата Фрањо Клус сообраќајот ќе се одвива на една коловозна лента, зашто ќе биде поставена соодветна сигнализација. Времениот сообраќаен режим ќе важи за периодот од 7:30 до 18 часот и 30 минути. Од градот Скопје апелираат да се почитува забраната за движење на овој булевар, за да се овозможи непрекинато извршување на градежните работи. Парис Сен-Жермен го прави Давид Луис од Челси најспак дефанзивец во светот. Светското фудбалско првенство во Бразил ќе биде најскапото во историјата. Вестите од спортот се по рекламите.